Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, и во денешното Евангелие, напишано од раката на Светиот апостол и евангелист Лука, се соочивме со една мощна, длабоко значајна парабола или приказка што Христос им ја раскажа на своите ученици. Имено во оваа приказка станува збор за две личности чии животи се определени од двата сосема различни, екстерно противставени припаѓања кон две различни, екстерно противставени социјални статуси. Едниот од двајцата е безимен. Евангелистот, односно Христос, не го именува. Името на богатиот. Тој е богат. Живее во дворец, раскошно. Се облекува во порфира и свила. И нема ден, а да не прави забава и веселие за својата душа. Во истото тоа време, додека тој се луксузира безмерно, крај влезните порти во неговиот пребогат дом, живеел сиромашниот Лазар, згрчен, без можност да се дигне, да стане. И целиот гнојав, бидејќи страда од страшната болест, лепра или губа. Чекал за храна, да му донесат од трошките на пребогатата маса на неговиот богат Господа. И бидејќи ниедно око човечко не сакало да го погледне во каква бедна состојба се наоѓа Лазар, Господ испраќал кучи да ги лижат неговите гнојни рани. И така, богатиот го живеел секој ден од својот живот, како што рековме дека го живее, а сиромашниот Лазар, целиот во молитва и благодарност и за трошките со кој што се хранише од трпезата на Господарот, го дочекале крајот на својот живот. Прв умрел Лазар, сиромашен. И бидејќи не се наоѓал човек кој што сакал да ја превземе грижата за него, светите ангели го зеле и го вселиле во рајските градини од Царството Небесно. А богатиот потоа умрел и се случил помпезен погреб. Но неговото место на живење во вечноста бил пекол. Трпејќи сега
огромни маки, неподносливи маки, страден за една капка вода. Тој погледнал горе во височините небесни, каде што се наоѓаат безпределните градини рајски. И со очите го здогледал Авраама, таткото на старозаветниот избран народ Божи, еврејскиот народ. И започнал разговор со него. Но неговите очи не можеле да не забележат дека во рацете Авраамови се наоѓал Лазар, сиромашниот, кој што сега пак ја уживал радоста од вечниот соживот со вечниот и несмртен Бог. И го замолил Авраама да му го испрати Лазар со прст натопен во вода, за да му ја олади устата која што горела од жет и од оган. Авраам го соочил со една голема вистина, битна да ја знаеме и ние, бидејќи без таа вистина што Авраам му ја соопштува на богатиот, претешко е и ние овде и сега да патуваме по патот на спасение. Авраам му рекол дека помеѓу него и просторот во кој што живее, и нив, и просторот во кој што тој и Лазар живеат, постои непремостлива празна. Ние ќе ја наречеме онтолошка празна, која што не се мери со метри, ниту во ширина, ниту во длабочина, ниту во должина. Поради што луѓето од рајот се оневозможени да отидат во посета на оние во пеколот, ниту овие од пеколот можат да отидат од таде страна на таа празнина во друштво со светите жители на светиот небесен град. Се разбира, не смее да се заборави дека Христос кажува приказка, ни раскажува приказка. Во стварноста, во вечниот живот, нема да има ниту време, ниту простор. А рајот и пеколот се духовни поими за духовни вредности, а не географски поими за географски вредности. Во таа смисла, рајот или пеколот, уште сега и овде, ги создаваме во себе и ги живееме. Имаме можност за некаков предвкус, за еден вид на антиципација на вечните вредности, уште сега и овде. Во зависност од тоа за што сме се определили. Богатиот се определил за пекол. Тој овде сметал дека е рајот. И го живее рајот уште сега и уште овде. А всушност тој се определил за она што потоа ќе се испостави дека претешко е да го носи и да го трпи.
Лазар пак се определил за рај, за рајските, вечните и несмртни, неменливи и неминливи вредности. Тој се определил да крстоноси Христа ради. Никому не се жалел за тоа. Трпел се и се трудел. Се, ама баш се со благодарност да прими. Без роптање, без негодување, без марморење, без обвинување. Тој никогаш својот пребогат Господар не го обвинил за тоа што не ни знаел дека тој сиромах Лазар живее пред портите на неговиот дом. И нема што да јаде, не згрижен од никого. Напротив, се молел Богу за тој човек, за негово спасение. Но спасението Бог не може да ни го даде ако не воспоставиме односи на соработка со Бог. Тој Господ, носителот и дарителот на животот и на секое добро, не може насила да не спаси без да имаме волја за тоа. Без да го сакаме и ние тоа што Господ ни го сака. Затоа и во Отче наш велиме да биде Твојата. Твојата волја, Господи, а не мојата. Не мојата волја за мене да биде Твојата волја за мене. Туку Твојата волја за мене да биде волјата моја за мене. Со други зборови да се обезволјам од собствената волја, за да ја примам волјата Божја како своја волја. И тогаш, што и да се случува, се прима со вера. Знаеме зошто се случува. Сушност и да не знаеме, па и не ни е гајле да знаеме. Важно е Бог да знае зошто е тоа така. А што Господ тоа го допушта и ни го благословува, безсомнежно е од Него дадено за наше добро и за наше спасение. Тоа Лазар го знае и го живеел, браќа и сестри. И нас Господа не научи. Не празнословно, со зборови, како нешто од книга научен, туку со целиот наш живот да се сообразиме со примерот на Лазар. Да би го зеле крстот на својот живот, колку и да е тежок. И со радост да го понесиме во слава Господня. Амин.